Добар ден и добре дојдовте на мојот YouTube канал. Во денешното видео ќе зборуваме за една многу важна општествено глобална тема која што не засега сите. Сакале или не келе. Еднаш еден човек отишол во берберница за да си ја среди косата и брадата. Таму отвориле многу различни теми со берберот и берберот начнал тема Бог. Па му кажал на човекот: знаете, јас не верувам дека Бог постои. Човекот се насмевнал и кажал: а зошто мислите дека не постои? Па мислам дека не постои затоа што да постоеше, немаше да имаше гладни луѓе на улица, немаше да имаше болни луѓе на улица, немаше да има толку неправди кон децата и да видиме, да гледаме толку деца наоколу надвор кои што се гладни, бездомни. Човекот нова се насмевнал и мудро премолчал и завршила целата работа, му платил на берберот на крај и си излегол од берберницата. Само што излегол од берберницата, наишол на еден човек кој што не му била средена косата и брадата. Па така му истекнало една идеја и се вратил кај берберот и му кажал: слушај, јас не верувам дека воопшто постои бербер. И берберот зачудено го запрашал, вчудовидено го погледнал и си рекол: што му е на овој, да не полудел? И му возвратил: како може тоа да го кажуваш кога само што ти ја средив косата и брадата? И човекот му одговорил: па да постоеја бербери, немаше да гледаме надвор луѓе. Погледнете го само човекот, немаше да има несредена коса и несредена брада. И берберот му кажал: па тоа не е наша работа, тоа не е наша, не засега нас, затоа што тој не ја гледа берберницата, не значи дека ние не постоиме, зашто тој не дошол да му ја средиме косата и брадата. Човекот нова му се насмевнал и му возвратил: браво, токму тоа е одговорот на вашето прашање, односно вашиот одговор кој што го кажавте пред малку, дека Бог не постои. Човекот се излегол и си отишол. Ова приказна што ни кажува? Многу мудра приказна која што има неколку поенти. Првата поента е: не значи дека ако нешто не го приметуваме во секојдневието, не значи дека не постои. Втората мудрост ни кажува дека нешто таму постои кое што може нас да ни ја среди косата и брадата и да одиме угледни, со убаво чувство за себе и убаво да се чувствуваме во своја кожа. Меѓутоа, ако не го приметуваме, ако не погледнеме и ако не поверуваме дека воопшто постои, тогаш ние никогаш нема да се доведеме до таа состојба. На ист начин, постоењето на Бог е такво. Ние можеме да мислиме дека таму нешто постои, ама да не го веруваме, само затоа што грото, масата на луѓе живеат можеби несредено, односно не духовно, односно не го живеат тој поглед. Но на ист начин ни кажува дека не можеме да генерализираме нешто само заради одредени луѓе, одредени ситуации, кои што налагаат дека нешто не постои, а всушност се слепи да го видат постоечкото. Ова ни кажува дека без разлика ние што живееме во еден материјален свет, не значи дека не постои духовна суштина и смисла и друга перцепција за животот која што всушност најчесто не можеме да ја видиме заради тоа што материјалистичкиот начин на живот, општествениот живот и структурираната држава создава еден друг идеал на постоење во рамките на едно општество, во секоја држава. Но пред да преминам на главната суштина и сршта на ова видео, да објасниме еден поим. Дали знаете што е тоа когнитивна дисонанца? Когнитивна дисонанца е кога постои нешто општо прифатливо во едно општество, како да е тоа нормално, како да е тоа правилно и како да е тоа единствениот начин по кој што може да се функционира, без при тоа да го погледнеме нашиот разум и нашата внатрешна интуиција дали е тоа воопшто правилно или не.
Значи, јас сум целосно убедена дека овој живот кој што го живеаме правилен, затоа што другите го живеат така, а оно што мојата внатрешна душа и разум ми вели дека можеби ова нешто не штима, ова нешто не е во ред, јас сепак не можам да си поверувам на себе во тоа. Зошто? Затоа што целосно сум убеден во она што ми е наметнато уште од најмалиноза. Тоа е когнитивна дисонанца. И оваа когнитивна дисонанца, дали знаете кој највешто, најмокне ја користи? Тоа се политичарите и големите корпорации и компании. Зошто? Затоа што политичарот, за да задржи една моќ во една држава и општество, тој мора да создаде еден идеал, тој мора да се води според одредени норми и закони кои што се веќе наметнати во текот на историјата од претходните луѓе кои што егоистично стоеле на вакви позиции и на некој начин го држат тој ланец на општествена структура која што вели овој начин најдобро функционира и овој начин нас ни одговара затоа што ние можеме да држиме под контрола голема маса на луѓе. Што значи политичарите ја користат оваа стратегија за да имаат огромно влијание над масите на луѓето во едно општество, во еден град, во една држава, затоа што на тој начин ќе можат врз основа на она што го даваат како идеал во едно општество, најчесто тоа е материјалистичкиот начин на живење, врз основа на тој начин да можат да влијаат полесно и да наметнуваат некои своји правила кои што ќе можат да ги држат поединците заковани за материјалисти, за работодавци, за големи компании, за структура и системи, правила и норми кои што човекот нема да може да мрдне, дека мора да се држи за тие правила. Зошто? Затоа што ако проба поинаку, стојат други правила. Не смееме да бидеме бунтовни, не смееме да бидеме тоа што сакаме. Ние мораме да се држиме до овие правила кои што ги наметнале одредени X поединци, кои што стојат на врвот на хиерархијата на едно општество. Вториот главен извор кој што прави когнитивна дисонанца во едно општество кај масата на луѓе, тоа се материјалистите кои што се всушност дозволени од овие политичари кои што стојат на нашето врвно ниво, кои што се на некој начин авторитети и кои што масата на луѓе најчесто ги идолизираат, како што ги идолизираме овие наши политичари кои што се преку 30 години ја мафтаат Македонија како што сакаат и луѓето во неа. Но пред да преминам на материјалистите, ајде да видиме кои се тие општествени поделби, односно класи и како воопшто доаѓа до нив, за да човекот всушност се подреди и дојде во склоп на една група, во една фиока која што ќе биде или сиромашен, или средна класа, или економски богата класа, или не знам, елитата, која што е всушност егото и замислен наметнат материјалистички начин на идеал и постоење, кој што всушност ја прави оваа структура од најниско ниво до највисоко, како што тоа било случај и во робовладетелските општества, каде што имало робови и владетели, било јасна поделбата на ти си горе, јас сум горе, ти си долу. Пред околу 1.000.000 години и пред многу векови, кога луѓето почнале да се размножуваат и почнале да се групираат, тие почнувале да создаваат своји групи кои што на некој начин ќе ги заштитат заедно да функционираат, заедно да преживеат и ќе ги заштитат од непредвидливи околности, како што се, да кажеме, одредени типови на зверови животни кои што живееле тогаш и на некој начин тие групно обстојувале за да може да преживеат, но исто така и да се прехранат. Значи имало понатаму се развило земјоделие, сточарство, каде што луѓето веќе правеле поголема жетва, поголема храна за да може на пример да се прехранат и другите луѓе во тој род, во тоа да кажеме родовско уредување. Но каде дошла поделбата? Поделбата дошла што човекот видел дека ние имаме сега своја орда, свое племе, тие таму исто направиле своја орда и сега па значи они може да нас да ни украдат храната и така почнале меѓусебно луѓето да се гледаат како противници, како конкуренција, која што на некој начин ја создала таа поделба во егото на човекот за мојата фамилија, за мојата храна, за моето поседство, кое што јас на некој начин го
создавам го, правам, ја давам мојата животна енергија и сега морам тоа да го заштитам. И на тој начин, уште од тоа време се развивало поделбата и егото длабоко во суштината на човечкото битие. И така почнале машката енергија да доминира во светот, каде што почнале фараоните, Египет, тука се создале огромни популации на робови и владетели, каде што имало јасна поделба на горе и доле, се до тоа да стигне до античките војни, се до тоа да се расшири на сите страни околу светот и на тој начин да стане една доминантна поделба која што ќе се кружи во светот, што за храна, што за моја територија, најчесто тоа било, за да дојде еден ден поделба на религии, поделба на политики, поделба на територии и до степен на ова што сме ние денеска. А што сме ние денеска? Поделба на територии и држави, каде што се уште функционира тоа робовладетелско уредување, затоа што на некој начин умислените политичари и умислените оние главни материјалисти и оние што се на повисоките слоеви во општеството мислат дека се над човекот заради таа нормализирана и систематизирана општествена клетка која што наметнува, аха, ние сме над вас и сега ние мораме да правиме стратегии за вие, малите обични глупави луѓенца, да ни служите на нас, односно да гласате на нас, да ни давате пари на нас, а ние да имаме, пазете, имаат не знам колку таму тродупло, четвородупло плати повисоки од еден обичен човек, а нивните искуства се горе-доле слични со еден обичен малтене човек кој што работел економист или не знам таму што. Значи, позицијата на една политика дава привилегии на одредени поединци. А зошто дава на одредени поединци? Дава на поединци кои што ги исполнуваат условите на злото, на материјалното, на егото и на пополнување на личната емотивна празнина за мојот углед, мојата мог да биде на пиедестал и ја да можам да го исполнам она што внатре во мене е празно. Кога ќе видиме дека нема потреба од поделби, дека сите ние сме исти, дека најдобрите владетели биле всушност духовни просветители во текот на животот. Значи има примери од луѓе кои што не биле на политичка функција, направиле поголема револуција од било кој друг во човештвото. Втори на пиедестал се материјалистите. Материјалистите се втората хиерархија која што доминира во едно општество, која што е дозволена од политичарот, затоа што тој мести кој може, кој не може, кој ќе добие, кој не. Материјалното општество е наметнато од политичарите, од она што тие го дозволуваат во едно општество. Ако земеме една индивидуа на политичар, ќе видиме дека тој има само материјалистички поглед на гледање на нештата, исто како и компаниите. Значи големите корпорации, уредници, главни менаџери, директори, сите ланци, сите монополи, се она што е размножено во сите општества, поготово денеска како едни наметнати компании, работни позиции и не знам некои си измислени работни места и нешта кои што даваат навидум по-цивилизиран свет, понапреден свет, кај што даваат премногу можности за вработување, се всушност најголемото зло во едно општество. Но за ова ќе се задржам детално малку подоцна, додека сите поскапувања кои што денеска ги сведочиме, доаѓаат токму од мрежата на злото кое што доминира во целиот свет и кој што сака да го уништи човекот, а кој е идеалот, која е психологијата позади тоа. Психологијата позади тоа е тоа што човекот, алчното его на човекот нема крај и толку е залажан со тоа материјално, кое што мисли дека може да го однесе во задгробниот живот, што толку е заслебен да веќе во сите домови влегува како една нормална појава и ги уништува животите на многу луѓе, затоа што денеска сме свесни и сведочиме свет во кој што целосно ја изгуби смислата на човечкото постоење.
Што значи, иако во минатото постоеле некои поделби и војни за сите нешта кои што претходно ги набројав, денеска иако ние да кажеме немаме тука војна, иако сведочиме две видливи војни во Блискиот Исток, сепак постои светска војна и војна помеѓу доброто и злото. Односно, постои војна помеѓу духовниот човек кој што ја задржува таа Божја нитка во себе и војна со материјалистот кој што наметнува материјалистички начин на живење според неговите правила. А кои се тие правила кои што материјалистот ги наметнува во нас, во ние што сакаме да живееме еден по-духовен, по-нормален, по-смирен, по-балансиран живот и да не итаме кон, не знам таму колкави суми на плати, кои што ќе ни ги донесат, ќе ги донесеме тие пари во домот и ќе ги потрошиме каде? Повторно на материјалистите, кои што наметнуваат што? Ресторани, скапа облека, брендови, луксузи, хотели, не знам таму што, значи се она што фризерски салони, автошколи, йога школи и не знам, може самите секој со своето искуство да увиди каде му биле најмногу исперени парите и злоупотребена неговата енергија, таму лежи злото кое што ние се залажуваме со маркетингот од нив на некој начин и ги дозволуваме тие големи суми на пари и плати, за притоа да можеме да им влеземе во играта и манипулацијата и нивните мали алчни потреби и ги даваме тие пари на нив, на нивните измислени идеи, на производи, на услуги, на што и да даваат, курсеви, за да ние влеземе во тој систем на злото. Не знам дали сте ги читале или дали сте ги дознале некогаш тие приказни на браќата Грим, на Ханс Христијан Андерсен, Рибарот и рибката, значи приказни кои што блиску ни го доловувале злото во кај човекот, во едно општество, кое што всушност денеска во приказните веќе и да го нема, кое што е исто манипулативна стратегија на луѓето да се повеќе не го знаат злото, односно новите генерации, малите дечиња, и ние во тие приказни што учевме, значи јасна е поделбата на доброто и злото. Злото гледа за себе, сака само за себе, да биде алчно, сакам само мене да ми служиш. Зошто? Приказната уште од праисторија, кога ќе се вратиме на Луцифер. Значи Луцифер бил отпаднатиот ангел кој што бил еднаков со сите ангели кои што Бог ги создал да донесат убавина, светлост, љубов, хармонија и заедништво на планетата Земја, која што самиот ја создал. Но Луцифер си рекол, чекај малце, зошто јас да бидам еднаков како овие ангели, кога можам да бидам, кога гледам дека кај себе имам многу поголеми квалитети, а навистина кај Бог тој Луцифер имал навистина поубави квалитети и бил омилен ангел. Меѓутоа, неговата црна страна, која што рекла, па моите способности се многу подобри од овие ангели, зошто ако имам ја подобри способности да бидам еднаков, тогаш нема да биде така и на тој начин таа приказна вели, тоа бил отпаднатиот ангел кој што самиот се издвоил од доброто и сака да живее за себе. Тоа ни кажува дека овој свет материјалистички кој што ни е наметнат е всушност олицетворение на Луцифер кој што сака да живее само за себе. Ајде ова да не биде една, да кажеме, приказна, да одиме малку во еден практичен пример. Значи големите компании што прават? Големите компании се шират, прават ланци, значи прават огромни пари врз основа на маркетингот кој што го даваат преку денешната можност, Инстаграмот, Фејсбукот, социјалните мрежи, Facebook Ads, каде што даваат маркетинг буквално во секоја држава, на секој јазик, бидејќи работуваат голем број на луѓе и имаат капацитет да шират многу добар стратешки маркетинг. Врз основа на тој маркетинг, обичниот народ се залажува со некои услуги и производи и создава можност да таа компанија расте, се повеќе се развива, да создава што повеќе приходи, што повеќе пари, за да може да ги плати вработените во таа компанија, кои што се разновидни, како што ги набројав овие неколку работни позиции, кои што се многу вешто накотени во сите општества, кои што всушност се најглавната стратегија за една компанија да се шири.
Значи, графички дизајн, тие следење на алгоритам, следење на тоа колку луѓе доаѓаат, значи маркетинг, социјални мрежи, сето тоа што е. Не ви треба вас материјално, не ви треба, еве да кажеме дека е ресторан, значи не ви треба вас да платите 2000 денари од вечера која што ќе ви се буквално зацврсти само во едниот зап, за да всушност вие исполните некаков, да кажеме, општествен идеал дека вие сте биле во ресторан и сега сте платиле и сте пиеле најскапо вино таму и сте платиле 3050 евра од вечер, пример. Или не знам. Значи, тие широки, ова е во ресторан, значи зборуваме во големи компании, тие широки потреби кои што се наметнуваат на малиот обичен човек се стратегија за да плаќа повеќе сума на пари и да си ги задоволува навидум своите материјални алчни, не мора да се алчни, меѓутоа материјални потреби, кои што всушност човекот ги носи заради невоспитание од дома, од духовно невоспитание од дома, и на тој начин влегува во таа коцка на црн материјализам, каде што тие луѓе кои што го работат со тие големи мрежи и маркетинг придонесуваат да ги залажуваат луѓето што повеќе нив да им доаѓаат во ресторани, што повеќе нив да им купуваат брендирана облека, што повеќе не знам да купуваат не знам каков алкохол или да бидат со најдобра плата како што е тоа сега и да можеш ти, како што прикажуваат инфлуенсерите, да можеш да шеташ, да можеш да си купиш, не знам, таму Луи Витон, или Ив Сен Лорен, или Есте Лаудер пудра, или да отидеш пред свадба, да си платиш, не знам, таму 100-200 евра за да се нашминкаш за таа свадба, која што ти трае 3 сати, или да отидеш на фризер да си шатираш, да платиш 7-8 милијади зависно од должината на косата, и густината секако, и ти да станеш жртва на материјалисти кои што естетиката ја билдаат на еден маркетиншки трик. Значи целта е тоа и целта на злото е тоа. Значи целта е да ти твојата сирота плата која што си ја заработуваш ми ја даваш на мене, а таа сирота плата веќе нема ни да можеш да ја имаш затоа што ние се грижиме толку вешто да поскапува се во општеството за оној кој што е на минималец, да веќе не може ни да биде тука и да буквално остане на улица и да преживува. Значи тоа е нашата цел, тоа е нашата стратегија на нашата црна мрежа. Затоа што поскапувањето што донесува? Донесува човекот да веќе обичниот човек да мора да оди слепо да се вработува во компании каде што ќе му дадат поголема плата, а поголемите компании се најголемото зло, за да може да ги задоволи општествените норми и правила, поскапувања кои што всушност веќе доаѓаат во сечи дом. Значи, во сечи дом веќе се наметнуваат тие вредности, тие идеали и потреби, за да можеме ние и најсиротиот човек да го внесеме во нашата игра, за да го направиме ова светско зло, да го направиме ова мрежа на идеал која што ќе ни служи само на нас, на таа светска влада која што луѓето, кои што од тие мокни системи кои што владеат со материјалното сакаат да ја постигнат. Значи сакаат како што Хитлер на времето сакал да постигне една бела раса низ целиот свет и направил енормно уништување на човечкиот вид од сите раси. На тој начин денеска тоа алчно его се манифестира во оваа глобализација, овој, да кажеме, напредок и урбанизиран систем на живење кој што доминира материјалното. Меѓутоа, материјалното дали нас ни е потребно? Ајде еве да се запрашаме. Дали можете тие пари да си ги понесете позади задгробниот живот? Дали можете да ги ставите во црниот ковчег и да ги понесете со себе? Не можете. Дали можете вие тие пари да ги оставите на вашите деца и тие да ги живеат на вистина сите удобности на овој живот? И дали тие деца може да ги земат во себе во својот ковчег и да ги однесат со себе во гроб? Не можат. Океј, ајде да видиме од со друга перспектива. Еве ги живееме сите удобности,
одиме во најскапи хотели, одиме на најлуксузните патувања кои што може еден човек да си ги помисли, посака и идеализира. Еве, одиме на најскапите ресторани, најскапата облека, најдобрите обувки, најдобрите слики на Инстаграм, најдобрата кола, најдобриот бренд во секоја клетка од својот дом, еве да го ставиме. Значи најдобрите маси, најдобрите дрва да ги исечеме и да ги направиме луксус од целиот наш дом кој што е на 3 спрата. Супер, све сме направиле, све имаме материјално. И има ли крај тоа? Дали има крај тоа? До кога? Кој може тоа да го искусува до крајот на животот? Кој може тоа да го задоволи некогаш? Никогаш. Никогаш. Знаете зашто никогаш? Затоа што не сме дојдени за тоа материјално. Затоа што ние сме пред се духовни битија. Нашата душа има мисија, има план за кој што доаѓа. Нашата душа е духовна, никогаш материјална. Нашата душа може материјално да се задоволи, но што е тоа материјално? Тоа се реките, планините, здравата храна, сексот со морално, етична и продуховена личност која што всушност ќе не однесе на една повисока димензија на постоење и ќе вознесеме двете наши души во една душа, која што всушност била целата идеја на Бог, кој што ги создал мажот и жената. А не помеѓу себе ние очите да си ги вадиме и кој повеќе пари ќе направи и кој повеќе ќе доминира во општеството како машка или женска сфера и енергија, како што тоа денеска феминизмот го наточи на еден манипулативен начин, за да жената стане врвот на пиедесталот на општеството, зашто ние жените страдавме во минатото заради вас мажите, кои што всушност тоа беа мажи кои што всушност беа најмногу болни во себе и точно, како што кажав на почетокот, каде што им доминира нивното его. Тоа е повреда на внатрешното кревко дете и плюс повреда и дисфункционалност на машката и женската енергија која има и мажот и жената. Кога доминира мажот, машката енергија, значи не имаме баланс во женската енергија во нашето постоење. Кога кај женското доминира машката енергија, тогаш таа сака да се надпроварува со мажот и да биде над мажот и да земе најврв функција во општеството или да биде јас сега можам се сама, не ми требаш ти. Или ние жените сме ова, сега ќе направиме вие мажите пошто страдавме да ве уништиме и на тој начин од сите страни, дали е етничка, општествена поделба, религиска поделба, дали е машко-женска поделба, значи од сите страни се наметнува стратегија да се направи поделба, а целата поделба доаѓа од материјалистот, од инфлуенсерот, од директорот, од менаџерот, од политичарот, од не знам таму кој, за да се прави поделба помеѓу мене и помеѓу тебе, а всушност твојата душа и мојата душа потекнува од еден извор, а тоа е Бог, тоа е љубов. Значи Бог замислил сите ние да живееме еднакво, сите ние да живееме со една идеја на заедништво, емпатија, солидарност и сите со своите таленти, љубов, идеја, замисла од вистинското здраво воспитание од дома кое што ни е семеен примарен дом на здрави вредности, кој што требало да биде, ама веќе тоа денеска го нема, очигледно по сите трауми кои што луѓето ги живеат, ние да донесеме што? Да донесеме здрав начин на живење, и материјален и духовен, а тоа е балансот. Како што се во овој свет е свет на црно и бело, на машко и женско, на јин и јанг, на шива и шакти во човечкото тело, на тој начин и се е создадено така во овој свет да функционира на баланс, а не на доминација. Кога има доминација, тогаш доаѓа до разединување и деградација. Зошто? Затоа што материјалното кое што доаѓа, кое што ни се наметнува во општествениот живот, всушност ги деградира луѓето да живеат против своите потреби на душата, да се наметнуваат на некои инвредности, на површност и на тој начин да се одвојуваат од Божјото во себе
од суштината на животот и додат да паднат во раците на злото, кое што всушност злото ти вели фрли се, убий се, ти не вредиш ништо. Што ќе правиш? Види го овој со не знам таму Мерцедес, види оваа како патува. Не ти е вреди животот, не ти вреди ништо, оди фрли се од негде, оди самоуби се. И затоа имаме луѓе кои што денеска се самоубиваат, затоа што се влезени во злото. Значи влезени се во таа зла енергија која што ти вели направи го, уништи се себе. Уништи се себе, затоа што сакаме да живеат овие кои што го шират злото за да можат и тие помеѓу себе полека да се уништат. Тоа е целта на злото. Тоа е целта на материјалното, ништо повеќе. Се надевам дека со ова видео ќе ви го разбистрам умот и ќе ве освестам да малце да ги отворите очите, умот, психата, рациото, разумот и да не одите слепо во овој наметнат општествен систем. Вие имате право на глас, да дигнете глас и да кажете ова не може веќе вака. Не сакам веќе да бидам опколена со згради на сите страни. Не сакам веќе да не дишам чист прљав воздух, да дишам прљав воздух. Не сакам веќе да бидам во ова труло, гнасно земјиште кое што го направивте. Не сакам да бидам на 60 степени во лето, да не можам да излезам надвор и да го искусам летото како што може во детството. Не сакам. Јас не сакам. Но ве потикнувам и вие да го подигнете тој глас, да кажете не сакам веќе вака да живеам. Зашто достоинството се гради од најмали нозе. Ако не сте го изградиле и не сте го добиле од своите родители, вие имате право денеска да го кренете тоа достоинство и да си кажете јас се вредам само затоа што постојам, затоа што имам душа, која што ми е од Бог дадена. Ништо повеќе. Не ви треба материјално. Апсолутно не ви треба материјално. Тоа ќе ви каже секој во Тибет да отидете, секој монах ќе ви каже. Значи ќе ви даде да чистите вециња кои што одат сите монаци во тие вециња. Зошто? За да сватите поентата на животот. Дека поентата на животот е одговорноста и личниот труд и работа која што доаѓа од личното задоволство пред се. А ако си ти посветен на материјално, ти треба да чистиш вециња буквално. Ти треба да чистиш вециња за најсиротите, најсиромашните зони кои што немаат тронка леп денеска да лапнат во залчета да стават в уста, затоа што се принудени да живеат на тој начин, затоа што нивната држава, нивниот град, можеби, значи имаме такви дечиња во Африка кои што немаат вода ден денеска, дека ние имаме во изобилство. Истите тие деца се жртви на овие материјалисти. Материјалистите, заслугата нивна е буквално да им ги чистат вецињата од кал, од што и да им се и камен направени таму, и тоа е нивната заслуга. Тие не вредат ништо. Не си умислувајте дека ако имате некоја луксузна облека, парче или кола, дека вие сте некој нешто. Празнината на човекот лежи во себе од воспитанието. Ако имате празнина, имате потреба за материјално, работете, читајте и полнете го умот со мудри нешта. А не се лажете со материјални нешта кои што се всушност немаат крај. Немаат крај. Немаат крај. Ако јас грешам, направете го тоа, живејте го материјалното до крај и ќе сватите еден ден дека Ведрана била во право. Праќам љубов и се гледаме во следното видео.